Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Почитувани гледачи, добре дојдовте во нашата и ваша емисија 00748 со вашиот водител Томислав Јовановски. Како и минатиот пат, така и денес имаме три теми. Се надевам ќе го задржиме вашето ценето внимание. Првата тема која сакаме да отвориме денеска, само да нафалиме информација дека во Трст, во Италија, минатата недела се одржа интересен состанок, на кој од затворен карактер, без информација во западните медиуми, пишени или електронски. Туку многу мало брифинг соопштение од одредени НАТО званичници. Што стана збор? Значи, на состанокот присуствувале представници на think tank од Будимпешта, зад него стои партијата Фидес на премиерот Виктор Орбан, понатаму високи представници на НАТО, воени представници, што доволно дава тежина на состанокот и на потенцијалните теми кои се воделе на тој состанок и представници на кабинетот, на изборниот штаб на председателскиот кандидат Доналд Трамп, поранешниот американски претседател. Секако ние со нашите инсайдерски информации ќе биде во тек и ќе ги информираме нашите ценети гледачи за темите кои што се водени на овој состанок во Трст, Италија. Тоа е само на кратко нешто што може да биде интересно, што се работи зад сцената. Темата што сакаме денеска да отвориме е тема од геополитичкиот аспект на она што се нарекува влијание на хегемонот. Се говори често за влијанието што го имаат амбасадорите не само овде, туку и во земјите од регионот, но и генерално и во Европа и светски рамки. Значи, станува збор за... Знаеме дека во амбасадорите се често луѓе кои што доаѓаат од тоа дипломатско меѓе, но имаат и забележителна безбедносна кариера, од тој домен доаѓаат. Тоа што нивното искуство или безбедносно милје се одразува на политиките што се носат во нивните матични земји, а се акцентираат преку влијанието што неминовно хегемонот го има во светски рамки преку нивните амбасади. Дали е тоа Македонија, дали е тоа Србија, или може да стане збор за Германија. Имаше информација во времето на пранешната канцеларка Ангела Меркел дека нејзиниот телефон бил прислушкуван и тоа стана така. Нити чувме некој извинување, нити како тоа се случува во една Германија, што е респектабилна држава, иако нејзиниот политички опсег е лимитиран во рамки на она што нарекува дозвола од хегемонот за делување, но генерално стана збор за една респектабилна држава, заедно со Франција која представува моторот на Европската унија, и кога таква една држава се соочува со безбедносна закана, ако е преслушкуван телефонот на канцеларка на таа држава, тоа значи тоа е безбедносна закана. Што може да направат мали држави, како Македонија, како Србија, генерално целиот регион, па дури што може да направи на Италија, Аргентина, Бразил, ако тоа се случува во Германија, која е носител на европската локомотива заедно со Франција. Имено, хегемонот, ако на почетокот на минатиот век имаше негова Монроова доктрина дека Јужна Америка е двориштето на нејзиното делување и дека таа мора да биде запознаена
и прашана за се што се случува на американскиот континент, значи јужно од Тексас, Калифорнија надоле. После завршувањето на Втората светска војна, значи Втората световна војна 1945 се случува проширување на влијанието на хегемонот на поделената Европа, она што се нарекуваше западна хемисфера или западно влијание, на другата страна беше Советскиот сојуз, за да после распаѓањето на Советскиот сојуз, 89-та предходно рушењето на Берлинскиот зид, тивката кадифена револуција, понатака тивкото развојување на Чехословачка на две суверени држави, денеска Чешката република и Словачка, крвавиот распад на Југославија, се случи да имаме хегемон кој што несметано делува за своите интереси и немаше опонент од таа страна. Добри 30-тина, 20 до 30 години, дури не да после она што се случи 99-та со бомбардирањето на Југославија, Руската федерација свати дека била обманета и дека хегемонот е тој што наметнува своји правила како единствен суверен владетел на планетава Земја, у геополитички аспект. Кина за тоа време работеше на своето економско, а у последно време и на своето воено модернизирање и сега мислам дека хегемонот е затекнат и не сака да ја прифати реалноста дека ќе мора да дели власта на светско ниво и да биде прашан како факторот во Москва, така факторот во Пекинг, така и факторот наречен БРИКС. Значи тука не е само Руската федерација, не е само Народна република Кина, тука се и најмноголюдната држава на светот, а тоа е Индија, тука е Бразил, сериозна економија, Јужноафричката република. Од 1 јануари тука пристапија уште неколку држави од Блискиот Исток, Обединетите Арапски Емирати, пристапи Иран, тоа е сериозна држава со милениумско влијание, уште од персиско време. Имаме ситуација кога хегемонот не сака да ја прифати или не знае што се случува, а не сакам да верувам дека не знае, туку останува првата теза дека не сака да прифати да дели власт. И неминовно хегемонот е тој кој прави конфликти преку овие прокси војни со цел да го задржи влијанието, а тоа подразбира дека тој што прави конфликт, тој го има напред и решението за тој конфликт и така останува играч на светската сцена. Но историјата покажала многу пати, тоа може да говориме од древниот Рим, иако многу од древниот Рим па се до денешно време, до хегемонот, назад нели можеме да ги споменеме и Наполеоновото царство, и Хасбурзите, и тоа германско обединување, па сакаме да споменеме поширок геополитички контекст и она викторијанско наследство на големата британска империја, круна, па се до хегемонот гледаме дека ништо не е вечно. Така да хегемонот или ќе научи да кохабитира на просторот, геополитичкиот простор, на геополитичката сцена, да дели и да ја практикува моќта заедно со другите играчи, или ќе се случи она што многу мина американски угледни аналитичари и интелектуалци му предвидуваат на хегемонот дека ќе му се случи Картагина. Значи велат не, американското општество не е дури ни Рим, иако сакаат да се представат како модерен Рим, втор Рим. Туку американското општество е уствари
модерна верзија на Картагена, а Картагена историјата покажала дека завршила трагично. Така да хегемонот е во ситуација да почне, наместо да разбуктува пожари преку различни прокси војни, да почне да практикува делење на власта заедно со другите играчи, зашто ова не е униполарен повеќе свет, базиран на правила, дури велат не на меѓународно право, велат базиран на правила. Правилата веројатно би требало да бидат базирани, основата нивна да биде меѓународното право. Мора да научи хегемонот дека ова не е униполарен свет базиран на нивни правила, значи правила позиција на сила, туку еден мултиполарен свет со повеќе вектори на моќ, содржани не само во БРИКС, ШОС, се уште актуелната Организација Обединети нации која бара сериозен ресет и проширување на сегашните 5 постојани земји членки, туку и други играчи на глобалната сцена кои што бараат респект. Тоа е во однос на хегемонот, и секаме една уште една тема да отвориме со нашите ценети гледачи, а тоа е повторно кризните жаришта. Ние имаме ситуација, знаеме дека за крвавиот распад на Југославија во 90-тите години. Повторно се случува во овие последните неколку години, особено нагласено после кризата со короната, некој сака да потпали на овој Хумски полуостров, или како што германските дипломати во средината на 19 век го нарекуваат Балкански, па во подобно време Западен Балкан, или по широк контекст Балкански полуостров. Ги гледаме неуспешните преговори помеѓу Белград и Приштина. Ги гледаме договорите од Нивици, односно договорот од Нивици и договорот со Република Бугарија од 2017, каде што се наметнуваат решенија кои што се погубни за македонскиот идентитет. Ги гледаме нерешените работи кои што тлеат и после 30, па 90, 20 добри 29 години од завршувањето на крвавата војна, граѓанска војна во Босна и Херцеговина, која резултираше со Дејтонски мировен договор. Повторно некој сака да отвори пандорината кутија на војни на ова подручје, или како што милува нашите стари да кажат, ние живееме во едно примере помеѓу две војни. Така беше и примерот помеѓу руско-турските војни, па мир, па дојде она што се нарекува Прва светска војна, Балканските војни и Прва светска војна, па повторно 2-30 години мир, па од 1918 до 1939 или бомбардирањето на Белград 1941, па по едно затише поголем мир од 45 до 90-та, 91 кулминираше со крвав распад, со стотина илјади жртви на територијата на СФРЈ. За повторно 30 години мир, примирје, за повторно некој да сака да го запали ова балканско буре барут. И во контекст на прашањето, па кој би сакал тоа да го направи? Па тој што има контрола тој што нема контрола, сака се стекне со контрола од една страна, и тој што има контрола, ама не сака да изгуби контролата. Значи од аспект на второто се знае, тоа е хегемонот кој што сака да го задржи влијанието, особено на помладата генерација, доста имаат од војни, разурнување, они си имаат некој свој светоглед, и стварно се губи суштината на зошто се присутни разноразни советници, разноразни високи представници,
амбасадори кои што доаѓаат да не помируваат, и тоа се случува со години, веќе 30 на години, овде на Хумскиот полуостров, ја милувам да го кажам, тоа е врното име, а инаку, велам, од средината на 19 век, еден германски дипломат го нарекува Балкански полуостров, и ако на втората страна која што сака да направи конфликти за да го задржи влијанието, да го зацврсти влијанието, а тоа е хегемонот, на другата страна интересно се видат кој има интерес да се смени таа работа и да си го вратат влијанието што го имале во некој изминат период, а веќе го немаат. Оставам на гледачите за кој актер ќе се на политичката геополитичката сцена ќе се станува збор, дали ќе го препознаат, но факт е дека имаме она што од древно време на Балканот е една интерконекција меѓу истокот и западот, северот и југот. И овде секогаш сите патишта поминувале од римско време, патот на свилата, па до денешно време сите гасоводи, сите, па дури и војни, за жал, некако почнуваат од Балканот. Така беше и 1914 со атентатот врз Хасбуршкиот престолонаследник во Сараево. До некаде и случувањата во Кралска Југославија, првата Југославија, имаше и на меѓународна сцена, иако не директно не беше повод за почеток на Втората светска војна. Значи, повторно не му се дава на автохтоното население на овие простори да покаже дека може да се договори, да живее во една кохабитација и да ствара додадена вредност, а се со цел афирмација на културата, сите обележја што ги имаат народите на овие простори, нација, јазик, историја, пак велам, културата е многу битна, и можам само да испратам порака до она што се нарекува автохтоно население. Пак не спомнувам нации, секој си има, тоа е лично право како се чувствува на овие простори, на нашиот полуостров, да не потпаѓаат под различни странски влијанија, затоа што странецот овде доаѓа на ова наше поднебје да си направи добра култура, да наметне своја култура на однесување, да направи добра политичка кариера, одскочна даска, да конзумира добра храна и вино, и тука завршува, а искуството вели, кога се случуваат овие војни, раните тешко се зацелуваат на било која страна. Значи, секоја мајка плаче за своето дете, и наша цел е да младите да ни останат тука, наспроти плановите дали е на хегемонот или од другата страна, кои што ќе гледаат своите глобални геополитички интереси и своите политички планови кои што сакаат да ги остварат. Драги гледачи, ви благодарам за одвоеното време и се гледаме наскоро со конкретни информации на различни горливи теми кои што го тангираат нашето геополитичко делување.